Сите ја препознаваме нашата најубава Македонија во овој живописен кадар. Тука не допира ништо од случувањата долу. Нема политика, нема теми од економија, од здравство, од образование, од сите утнати подрачја. Тука се изгледа совршено, мирно, македонски, исконски. И тука ништо не се променило. Тука се изгледа како пред 10, 50, 100, 1000 години. И ништо не се сменило. Меѓутоа, кога ќе се сипнам долу, се добива една поинаква слика. Друго што не се сменило е фактот што овој автомобил, оваа Toyota CHR кросовер од компактната класа е луксузен автомобил. Во македонските економски услови, во начинот на живење, во навиките кои што ги имаме кај нас. Овој автомобил е луксузен автомобил. И тоа го заборавивме во изминативе, сега е веќе срамно да се каже, деценија и пол, откако нашиот пазар ја изгуби секаква регулатива за увозот на автомобили, па, односно одбраната од бранот крш, автомобилски крш, кој што ни пристигаше и во одредена мера се уште пристига на нашиот пазар во изминативе деценија и пол. Заборавивме дека тоа е автомобилот кој што некогаш беше врв. Луѓе сонуваа за автомобил од оваа класа. Па, дури има и нешто повеќе од класичен компакт. Многу повеќе од класичен компакт. Луѓе купуваа автомобили од градската класа. Се купуваше Ярис, на ново, на старо, на кредит, на лизинг. Кој како. Корола, автомобилот компакт класата, тоа беше веќе осигурување за цел живот, за 20 години, за следните 20 години осигурување на автомобил и ова беше веќе нешто сосем различно од стандардот, од шемата, нешто плюс, нешто што се издвојуваше. Вистина е дека автомобилите од овој вид, кросовери, и не постоја во толкав обем пред деценија и пол. Кросоверите постепено го зафатија местото кое што некогаш им припаѓаше на компактните купеа. Значи на купеата кои што користеа техника од модел од компактна класа, значи комби лимузина која што се произведува масовно и тоа овозможуваше да се произведува, да се изведе дополнителна каросериска изведба. Меѓутоа, купеата од видот на прочуената и цената Toyota се лика. Денес повеќе не постојат, односно главно се сведуваат на премиум марките. И тоа место кое што некогаш им припаѓаше на купеата, компактните купеа, значи не на луксузните купеа, го пополнија кросоверите. Токму првата генерација на Toyota CHR имаше голема улога за враќањето на кросоверите на автомобилската сцена, односно за нивното искачување на таа позиција која што ја имаат денес. Повеќе производители денес нудат кросовери, без разлика дали ги водат како Fastback или некое слично име, Sporty или како и да е. Меѓутоа, првата генерација, предходничката на CHR, имаше огромна
улога за да се вратат кросоверите. Денес тие се, па може би и зафаќаат уште подобар, поголем дел од пазарот од колку што некогаш им припаѓаше на купеата. Затоа што се попрактични, пофункционални, а секако имаат и теренски способности, меѓутоа за тоа подоцна. Деновиве времето е врнежливо, па затоа и е извалкан ЦХР, меѓутоа, ќе ми простите, ова сепак е место до кое што вредеше да се дојде. Toyota CHR е 3 пати луксус. Во споредба со класичниот избор на комби-лимузина од компактната класа. Прво е Toyota. Значи, Toyota никогаш не може да биде наевтина, поевтина од другите. Значи, сепак за Toyota да може да го понуди своето име, треба автомобилот да содржи многу повеќе работи. Второ е кросовер, што додава околу 15% на цената, затоа што кросоверот не е само каросеријата, формата на каросеријата, туку се и доработки, детали. Овие светла чинат, овие облоги чинат, овие форми треба да се произведат чинат, ова стилска фигура, елемент стилска фигура, овој стилски елемент исто така чини, овој спойлер, сето тоа додава. Додава и опременост. Кросовер, како наследничка на купеата, има и плюс детали во внатрешноста. Тоа е вториот луксус. И третиот луксус, односно тоа што се одразува, што влијае и што ја гради цената на CHR, е хибридниот погон. Во оваа генерација, во втората генерација на CHR, Toyota вградува исклучиво хибридни погони. Ова е основната изведба, првиот степен. Значи не може да се каже основна изведба за погон кој што е сам по себе софистициран и располага со бензински мотор од 1,8 литар, кој што работи во Милеров циклус и произведува 98 конски сили, заедно со електромоторот создаваат 140 конски сили системски. Има батерија која што е компактна и не ја преоптоварува цената, што и е причината зашто хибридите успеаја на Toyota толку. И зашто се продаваат и денес се продаваат повеќе од колку батериски електрични автомобили и хибридни автомобили заедно. Постои и втор степен, второ ниво на хибридниот погон, тоа е во комбинација со дволитарски мотор, кој што повеќе нагласува, значи, динамика на возење. И веќе известно време се нуди во гамата на Toyota. Уште во претходничката, уште во генерацијата на Corolla беше вграден тој мотор, значи беше додаден, дволитарскиот, кој што сега во оваа изведба произведува системски 197 конски сили и третата и нова погонска варијанта е приклучниот хибрид, значи се што има оваа CHR, има и плагин хибрид, приклучниот хибрид CHR, со тоа што има уште помоćни електромотори, меѓутоа има и батерија, поголема батерија, која што возможува досек од преку реално 70 на километри и која што е поголема од оваа батерија и има приклучок за да се приклучи автомобилот да се полни и да може да се вози, например, секој ден на струја. Со тоа што на подолги патувања ќе си функционира како хибрид, односно ќе работи комбинирано бензин-електрика. Има и уште две варијации. Дволитарскиот хибрид може да се испорачи во изведба со погон на сите тркала и може исто така да се комбинира и со спортското ниво GR Sport. И таа варијанта, врвната варијанта беше претходно на тест, тоа е
ја познавате црвената CHR со двобојната каросерија, со црн покрив и црни опаш назад. Таа беше и GR Sport и имаше AVD и погодна сите трекала, значи и втор електромотор назад. И голема разлика е, тој автомобил, тој модел, демо возило, чинеше преку 50.000 евра. Со сите можни опции, тоа е демо возило, така се гради имиджот. Затоа и тие демо возила се супер опремени, затоа доаѓаат први на тест, за тоа што треба да си го изградат имиджот. Начинот на кој што сцената ќе ги гледа тие автомобили. Овој е втор степен, е култ. Изведбата е култ. Нивото на опременост е култ и е второ ниво над Сити. И чини 33.590 евра. Зошто кросовер, а не веднаш SUV, кога сите знаат дека SUV-ата се во мода? Не се во мода, туку се веќе здодевни. И кросоверот нема за цел да биде поевтин од класичен SUV. Со цената дури и се приближува до RAV4 во некои изведби, па и го престигнува. Кросоверот повеќе е начин на кој што сакаат да се искажат во средината луѓето кои што имаат или покреативна работа или имаат покреативен пристап во животот. И на тој начин сакаат себе си да си го покријат вкусот, значи да го исполнат вкусот и секако дека сакаат и во средината да го остават тој свој печат на креативни луѓе кои што се решаваат за нешто различно од шемата, нешто што е нестандардно. Како кросовер, ја има целосната функционалност на Toyota Corolla, техниката е таа, платформата е таа, иако има големи унапредувања, тоа е TNGA платформа која што постојано се унапредува од модел во модел, не само од генерација во генерација. И практично е, задните врати изгледаат тесно, меѓутоа отворот е фантастично широк. Ќе покажам подоцна. Просторноста е огромна, назад нема никакво скусување на просторот за глава, тоа е само визуелно овој детаљ. Визуелно го издолжува покривот, тој го создава тој впечаток како задниот дел да се спушта повеќе од колку што реално се спушта и покомфортна е од SUV, затоа што тежиштето е пониско, затоа што амортизацијата е поинакво наместена, нагодена и може да постигне подобар компромис меѓу комфор и меѓу динамика, меѓу возна динамика. И сепак е погоден и за возење по, не е тоа терен, меѓутоа за излегување надвор од асфалтот. Има зголемен клиренс, има оваа заштита која што е функционална кога се вози, например, во ваква средина каде што може гранчиње или слично да ја изгребат каросеријата, лакот што е многу поскапо отколку да се изполира пластикава со некое средство и да се тргне секаква евентуална гребаница во пластиката. Го има клиренсот и по неквалитетен пат, значи стар пат, планински пат, ридски пат, по пат по кој што сум дојден тука, многу подобро ги придушува вибрациите, звуците, ударите од подлогата. Значи, ја има и таа плюс придобивка, што е покомфорен, односно повеќе отпорен на возење во несовршени услови. И затоа освојува кросоверот. Значи не е само стил, не е само како кај купеата, се да се сведува на стилот и на ограничен простор назад, туку има плюс простор назад, значи има нормално простор назад и
ја има и плюс таа функционалност на терен. Затоа кросоверите допрва ќе добиваат залет на пазарот, посебно со електрификацијата, за тоа што тоа е уште еден начин за електричните модели да се разликуваат. CHR нема да има електрична изведба, веројатно, затоа што тоа ќе биде некој следен модел на BZ4Cross и е уште една каросериска изведба во гамата на Toyota, на Corolla. Значи, додава тежина во шареноликоста на понудата покрај комби лимузинската, комби изведбата, Corolla Cross изведбата, значи како по-сериозна, по-класична изведба на теренец. И CHR, секако како круна. Тоа е круната на целата гама на Corolla, која што и натаму го има насловот на најпродаван автомобил на сите времиња, на најпозната моделска значка и сето тоа што го носи името Corolla со повеќе од 50 милиони произведени примероци под името Corolla, вклучувајќи го и периодот кога се викаше Auris. Во зафатите кои што се направени во усовршувањето на претходната CHR во сегашната CHR од втора генерација, има и многу зафати кои што се, многу финеси кои што се преземени од новиот Prius. Иконата, хибридната икона на Toyota и најславниот хибрид на сите времења, еден од историски најзначајните автомобили на сите времења, има, значи, како има во погонот зафати, така има и во подвозието, во изработката на каросеријата. Тоа се два сродни модели од најновата генерација на Toyota. За сега нема најави дека Prius ќе пристигне на нашиот пазар. Порано се нудеше, беше во редовна понуда. Прашање е дали има услови да се комерцијализира кај нас, тоа секако дека ќе известат од Toyota Автоцентар околу плановите за Prius да се нуди. Меѓутоа, и нема потреба, затоа што се што некогаш нудеше Prius, пошто се издвојуваше од останатите автомобили, тоа се сепак 25 години, денес го има CHR. Па дури и стилот. Како што Prius се издвојуваше со стилот, денес CHR се издвојува многу по-успешно, многу по-ефектно. CHR е селиката на Toyota. Селиката на 2020-тите години, па дури претходниот модел имаше одлично место. И уште е модел кој што е свеж на пазарот, значи допрва ќе се развива. CHR во поглед на опременост посетува многу високо ниво, значи е богато опремена и во ова ниво на опременост, значи култ, со символиката на култ, затоа што претходниот модел изгради култ и исто така беше достапен во ниво култ. Единствено што недостига е сензор за дожд. Недостига денес, утре нема да недостига, така што тоа не е премногу страшно. Некогаш човек да се занимава повеќе со бришачите, место тоа да го препусти на некој сензор или на некаква интелигенција.
Многу посуштински во опремата се безбедносните системи што ги има ЦХР. Тоа е уште откако тоа е традиција, уште откако е воведена сегашната генерација на Корола. Дојде со изобилство од системи за асистенција како радарски темпомат, односно темпомат кој што самостојно подзабавува кога напред има побавно возило во колона, кога ќе се ослободи патот, пак си се враќа на брзина, значи тоа е корисно. Има систем за следење лента, не само систем за задржување, туку и систем за следење лента. Значи доволно е човек само да ги држи рацете на воланот и некогаш има такви ситуации во возењето кога му година човек да го пушти тој систем, да ги пушти тие системи за асистенција кои што придонесуваат и за комфорот и за безбедноста. Многу од тие системи ќе станат стандард во сите автомобили, тоа ЕУ го наложува и ќе се вградуваат во секој нов модел кој што ќе биде хомологиран за продажба во Европа, ќе доаѓа со изобилство од тие системи за асистенција кои што ЦХР уште во претходната генерација ги имаше, а во оваа уште повеќе. Значи тоа се и унапредени, во голем дел се и бројни унапредени системи. Од функционална опрема има автоматска клима, има сите можни електрики на прозорци. Тоа е уште една корисна функција на впуштените рачки. Значи човек знае уште од далеко дали автомобилот му е заклучен или не, затоа што рачките инаку остануваат во ова издадени. Кога ќе се заклучи и рачките се впуштени. Значи плюс човек знае за сигурно дека му е заклучена ЦХР. Во споредба со GR Sport, со претходната ЦХР на тест, ова ЦХР доаѓа со еднобојна каросерија и таму беше многу повеќе нагласено, на тој начин повеќе се нагласуваше футуристичката нота во дизајнот. Тука изгледа современо, изгледа напредно, изгледа up to date. Меѓутоа, сето тоа е многу повеќе се совпаѓа со останатите автомобили кои што се среќаваат по улица, значи не двои толку колку со двоеше тој GR Sport. Багажникот е просторен, секако има дводелен под, дури тука има и резервна гума. Не е кит, значи тоа го бараат пазарот кај нас, тоа го цени и Toyota Автоцентар излегува упресет на барањата на купувачите, значи тоа е дополнителен простор кој што би можело да биде достапен за луѓе на кои што им е потребен и тој простор што инаку би го зафаќало резервното тркало. И една гледка на ова средина каде што сликам, ние си ја сакаме Македонија и уживаме во вакви гледки. Ете го патот, шума, прекрасно, пространство. Е облачно, меѓутоа за ова да биде зелено мора да биде облачно и да врне. И ете, разликата со повисоките нивоа на опрема е во тоа. Значи во подот на багажникот, во повисоките нивоа би се добило нешто повеќе, некоја доработка плюс, некоја кука можеби за закачување, меѓутоа и тоа е далеку од малку. Има простор од страна за сместување предмети кои што се предвидени кога човек иде од шопинг да ги смести тие нешта. Има Toyota и многу прибор кој што може да се додаде отпосле, па да се унапреди тој багажен простор, организацијата да се унапреди повеќе отколку во основното ниво, односно речиси основното ниво. Значи под ова има уште едно ниво, сити. Ракувањето, значи нема копче тука и тоа не е страшно.
Сето тоа функционира во Toyota стил. Секако го има и надписот светличкиот Toyota CHR, што во моментов не се гледа, меѓутоа секако нема да биде пропуштено да се покаже. Валкана е, но пак е убава. Значи, жал да му е на човек да ја вози валкана, меѓутоа, такви се условите денес. Оваа средина сепак и прилега на CHR, на дизајнот. Не е тоа дизајн кој што е создаден за според градската архитектура, туку личи и во оваа природна средина. Toyota сепак има многу постигнато во теренските возила, во SUV. Во моментов чинам дека се 6 возила кои што имаат по веќе или помалку нагласени својства за терен таму врне. И некогаш навистина се случуваат такви моменти, кога човек ќе најде на среќа, а може би и од друга причина ќе најде на вакви места. Ова е навистина нешто пријатно, изненадувачки. Тука и може би малку ќе се засолнам од дождот. Ова е вододелина, личи како река, меѓутоа тука се слива снегови, дождови од планините. Да прикажам како изгледа местото. Значи, буквално како од бајка и се слуша црцар. Ме коригира гледачи претходно дека не било цвркот. Тука е црцар. И навистина црцар е. Ова е погодено место точно токму како за CHR, за кросовер. Уште оддалеку се гледа дека тоа е не секојдневен автомобил. Се гледа дека не е обична комби лимузина. Оддалеку се гледа дека е кросовер, меѓутоа уште рано почнува да се познава дека е CHR. Светлата се во малку поедноставна изведба отколку во топ нивото, меѓутоа малку само поедноставно, тоа не значи дека е. А може би и подобро да не зборувам воопшто, го снимам ова. Од сите страни се слуша црцар на птиците. Кога се појави, CHR беше многу по-радикален. Меѓутоа сега веќе има, откако се навикна окото на сцената, за кусо време човек ја впива оваа форма, ја разбира оваа форма и овој дизајн и навистина се гледа што точно навистина постигнаа дизајнерите на CHR. Каросеријата остава впечаток како да е ограничувачка, како назад да има помалку простор отколку што би имало кај класична комби лимузина, меѓутоа тоа е само погрешен впечаток, затоа што сепак и каросеријата е многу подолга од класична комби лимузина. Значи, просторноста назад и пристапот се безпрекорни, нема никаков збор за тоа.
Сега тука е малку неред, меѓутоа вратата е навистина многу поширока отколку што се добива впечаток, затоа што прозорецот е скусен тука, прекинат е тука и тоа само ја кешира по новомакедонски ја кешира должината на вратата, односно прави да изгледа многу по куса. Токму како да се сака да се нагласи купе изгледот. Добро. Добро, нема да врне. Се разбравме. Ова е впечатлив момент. Задните крила се моќно испакнати и преоѓаат, меко преоѓаат во овој појас. А од друга страна па светлата се нагласуваат, се издадени, се моćни, доминантни. Нема бришач назад, што е дело на аеродинамиката, значи струјењето на воздухот ги отстранува капките. Тука убаво се гледаат и овие рабови, карактерни рабови. Неверојатно. Ова сепак е мајсторија и да се произведе, да се проектира и произведе. Овој раб, ова тема, се совпаѓа со ова тема. Значи, се има некоја приказка која ова ЦХР. Не е тоа само ајде да направиме автомобил да биде необичен. Него е доведено до уметност. И тука повеќе се забележува отколку кај црвената, претходно на тест, колку се издадени крилата. Ова е како кај спортски автомобил. Внатре многу поубаво се гледа, се забележува. Сепак треба да се внимава малку повеќе кога се прават вакви излети, затоа што предниот браник е повеќе спуштен, но тоа очигледно дека не пречело и до сега, затоа што Toyota е позната по тоа што си води истражувања, спроведува истражувања кај клиентите и доколку некои нешта пречат на одреден број клиенти, одреден удел имаат поплаките, тогаш Toyota ќе го коригира тоа. Не е само производство во оваа марка, туку и комуникација, почитување, јапонска вештина, јапонска традиција, култура. Јапонска култура пренесува овој автомобил и тоа е тоа што импресионира секогаш. Прекрасно. Дури и не се забележува дека е толку валкана. Тоа е умешно додаден завршеток. Значи, што не глуми нешто што не е, туку многу вешто, многу умерено, соодветно, без некакви преголеми нагласувања. Колку и да изгледа дизајнот дека се издвојува и дека е различен, значи од другите, дека е авангарден, сепак целината прави да биде прифатлив изгледот. Да биде лесно, полесно прифатлив. Значи, совпаѓањето на идеите, на линиите, на рабовите.
и внатрешноста. Рачките навистина функционираат интересно, свежо, се пофункционални веројатно и од класичниот начин. Тоа мора да се признае. Дигитални инструменти се стандард. Има неколку варијации на приказ, се избира тука содржината и варијантата на приказот, меѓутоа за тоа ќе треба прво да се затвори врата нормално. Тоа се различни варијанти на прикажување и понатаму може да се изберат подваријанти, значи се менува и соодветно и според режимот на возење. Воланот е обложен со вештачка кожа, меѓутоа далеку од тоа дека вештачка кожа е во негативен контекст, во лоша смисла, затоа што ова е всушност технологија. Технологијата го има постигнато тоа да овој материјал ја заменува кожата многу мощна, веродостојно. И нема да биде изненадување и дека ќе биде потрајна оваа кожа и дека меѓу другото и ќе се одржува поедноставно. Тука се команди, значи има гласовни команди, може со глас да се командува меѓу другото и со климатизацијата, да се побара рециркулација, менување на температурата, значи се интересни функции или има и други функции, нормално тоа е за аудиото, за силината на звукот, за мени шетање и тоа се командите за системите за асистенција. Значи тоа е систем за радарскиот темпомат, тоа е за системот за следење лента, постојат два системи. Значи едниот е за задржување во лента, значи за да се спречи да се излезе од лента, а другиот е за следење лента, тоа е понапредно. Овде е понапредниот. Значи доволно е само да се држат рацете на воланот, дланките на воланот и доволно е напредната таа техника за и нашите слабо обележани патишта некогаш, во повеќето случаи, да ги препознава радарот и камерата и сето тоа да функционира примерно. Менување станици, избор на режим, примерна изработка, не недостига ништо во финишот, значи доја има и обшивката како кожен волан. Овој момент е многу впечатлив. Крилата, издадените крила се забележуваат и од возачкото седиште и подсеќаат на спортски, односно денес суперспортски автомобили со испакнати крила од типот на ете и Порше или Ферари, можеби од 60-тите и 70-тите години со испакнатите крила. И многу е впечатливо. Сето тоа се надоврзува визуелно, значи натаму води и овој графички дел, овој падел, води кон тоа да се засили, да се зајакне тој впечаток на издадените крила. Многу ефектно. Многу ефектно и Toyota си внимава на ова подрачје претходно и во Camry, например, кога ќе се седне, овој дел е многу подоле, се следи многу поголема слика се добива околу себе отколку во другите модели и во Toyota очигледно и на тоа се внимава многу. Обложено е со платно, ова подрече, значи нема штедење, нема играчки, тоа е мощен ефер. Амбиентално осветлување нема, меѓутоа ја има и оваа лајсна која што ете додава прави некој финиш. Интересен е дизајнот на отворите за проветрување, значи некој ретро, некој старински стил. За отворење на багажникот, значи копчето повеќе не е под седиште, туку е сместено овде. Автоматско долго светло. Прозорци и ретровизори нормално дека се електрика. Исто како што е нормално и стартување на копче.
Во средишниот дисплеј се гледа дека тука е предвидено место и за поголеми дисплеи, односно за да се пополни целиот овој простор, но и ова е сосем доволно. Значи, ако човек сака да си заштеди, па не малку, тогаш ќе мора да се помири со тоа дека и ова е сосем доволно. Не мора да биде секојаш дисплејот огромен. Има Toyota и други вредности на преку кои што прикажува дека напредувала. Тоа е многу впечатлив елемент. CHR очигледно е миленичка на Toyota, затоа што секаде пишува CHR, и тука и назад. Им значи на луѓето нешто. Овие отвори се исто така во старински стил, тоа е во целата бранша. Оваа конзола со прекинувач, оваа редица прекинувач изгледа многу впечатливо изработена, многу прецизно и со материјалите се одбрани. Изработката е неверојатна, значи нема преоди, не се чувствува преод од едно кон друго копче. Значи разлика во висина, се е во совршена линија. Тоа е прецизна изработка и тоа се детали од Lexus. Двозонската клима е стандард. За рециркулацијата може да се избери автоматски режим. Значи многу е корисно тоа што постои физичко копче за рециркулацијата, посебно кај нас. Toyota сепак продава ширум светот, каде што не се улиците секојаш безпрекорни како во Германија или во Франција, а уште повеќе во Норвешка или Шведска. Тоа се позициите што се пополнуваат во следните нивоа. Долу е полица за одложување која што е гумирана за да спречи лизгање, значи телефонот тука кога ќе се постави нема да шета. Клучевите не шетаат, ништо не шета, сето тоа е стандард. И рачката, односно бирачот за степени, значи фантастично се куси одовите. Тоа е се што има од одови. Тоа е П во паркинг, нормално има и кабли. Каблите не се од Toyota, туку се од апаратот. Електрична паркирна сопирачка, бирач на режими на возење, малечко, исклучително малечко. Меѓутоа, намерата на Toyota беше токму во тоа да се постигне, да биде овој простор, конзолата, да биде колку е можно по-тенка. И тоа е мощно впечатливо, една свежина дава, значи нов простор додава во ширина. Некогаш беше интересно да се седне внатре човек да се чувствува како во Jaguar E-Type, во Када. Меѓутоа, денес повеќе се допаѓа ова чувство кога конзолата е сведена на најмала можна мера, па дури сите команди се минимализирани, сведени на најмала можна ширина за да се постигне ова. Секако тоа не влијае врз функционалноста, затоа што таму каде што треба да биде функционално е целата ширина. Ова е интересно е двој, значи го двој просторот возачкиот, пред совозачот има преграда отворена, тоа е корисно, не е само за совозачот или совозачката, туку е значи корисна воопшто. Долу има класична касета, еден кабел што ќе си го барав после каде и вратата изработена примерно Toyota. Ете го уште подобро. Тоа зашто зборував за средишната конзола, односно гребенот меѓу предните седишта колку е компактен, и уште една одлика е седиштата. Седиштата се обложени во ова ниво, се обложени со штоф кој што потсеќа на домашен мебел. И пријатно е тоа. Секако дека се внимавало и на тоа да има дишање на телото, значи ова не предизвикува потење, како што е случај кај некои вештачки материјали кај марки што не се Toyota, да не ги менувам. И вратата назад. Значи многу е пошироко од колку што може првично да се стекне впечаток кога се суди по прозорот.
И седнувањето е исто како во класична комби лимузина. Како во Корола, просторноста е безпрекорна, значи широк е овој простор. Тука се забележува, значи кај вратите се забележува колку е широк просторот. Има простор и за нозе. Тоа е печат за материјалот, значи за изработката, за вниманието кон животната средина. Значи Toyota се обврза дека до 2040 година не само што своите автомобили ќе ги пушти целосно, значи на струја во одредени региони, туку и производството и набавката на компоненти за вградување во автомобилите ќе биде целосно CO2 неутрално. И тоа е чекор што води натаму. Седнувањето е примерно, меѓутоа тука е поинтересен овој агол, значи да се погледне кокпитот. Различно, навистина различно и допадливо. И што е најважно, функционално. Тоа се детали за кои што ги спомнувам дека се доработени екстра, значи плафонирата. Не е обична светилка, туку има нешто повеќе и затоа кросоверот е по-дарежлив од класична комби лимузина, каде што се гледа да се плати колку е можно порационално, значи да се избегнат такви финеси. А од друга страна пак има луѓе на кои што тоа им се допаѓа, им значи. Назад нема платно во вратите, меѓутоа има држач за чаша, има електрика на прозорци, има убав финиш, е пријатен материјал на допир, значи се внимава. Тоа е внимание, тоа е финишот. И еве тука се гледа делотворноста на инженерската работа во Toyota. Значи ова нечистотија која што се собрала по возењето деновиве, по дожд, а тоа не беше обичен дожд секогаш. Значи се гледа колку е чисто ова подрачје тука. Секако кога човек се седнува во својата Toyota, да не си ја донесе, да не си ја внесе и калта од автомобилот, од надворешноста. Патосниците се исто стандард. Секоја нова гледка открива по некој нов детал. Многу е издаден задниот дел, како клин. Се забележува. А од друга страна пак и широките, расширените предни крила, издадените предни крила, ја заокружуваат, создаваат една заокружена целина. Многу допадлив дизајн. И од време на време ќе се случи моторот сам да се вклучи, кога електрониката ќе препознае дека опаѓа напонот внатре поради вклучени потрошувачи и слични нешта. Тоа е многу поделотворно отколку кај автомобил кој што само ќе исклучи сите функции. Тука е класиката на хибридите, значи долу е батеријата и тоа се отворите низ кој што се темперира тој простор. Далеку од тоа дека е врело. Тоа е
дури незабележливо. Многу мене не го имаат забележано и собственици на хибриди го немаат забележано тој детал. И овој рог што совршено се вклопува. Многу производители се обидале да го направат овој континуитет, а на Toyota и успеа да го направи овој зјај, да го сведе на најмала мера што досега е видена кај големо волуменски производител. Тоа кај Lexus веројатно е сведено на 1 милиметар. За средишното поле може да се избере дали да се прикажуваат, дали да не се прикажува ништо, дали да биде системите за асистенција, дали да прикажуваат. Значи можно да се влезе има во нагодувањето. Океј. И тука се нагодуваат сите функции на системите за асистенција. Тоа е цела низа, значи изобилство, тоа е стандард во Toyota. Систем за препознавање замор, брзинско ограничување, одржување, значи состојбата на масло, сето тоа го прикажува дополнително. Добро е што тоа е преместено во, односно добро е што тоа се наоѓа во инструментите, а не е функција на средишниот дисплеј. Значи, кај многу производители се пренесени тие податоци, пристапот до тие функции е пренесе во средишниот дисплеј, меѓутоа тоа само ја комплицира работата. И значи може да се избере што да се прикажува во левото подрачје од дисплејот, значи аудио, потрошувачка, екоскор, значи тоа прикажува информација колку електричната поддршка била вклучена, колку време, односно колкав процент од патот учествувала електричната поддршка на моторот, односно работел хибридниот погон. Тоа секако вклучува и дел кога електромоторот самостојно го задвижува возилото. И може да се пристапи исто и до десниот делот. Инструментите каде што се избира што да се прикажува. Значи притисок во пневматиците, во гумите, приказ на тоа што се случува со погонската спрега во моментот може да се добија. Има секакви варијации. Средишниот дисплеј има мощна едноставна графика, меѓутоа токму тоа е допадливо, токму не треба да оптоварува, не треба да одзема премногу внимание и Toyota си внимава на тоа. Секако тоа е одлика која што секој хибрид на Toyota ја има веќе со 5 генерации наназад, ова е 5-та генерација на хибридот. Многу реална потрошувачка, 4,7. Значи своевремено Prius пред 2 генерации постигнуваше 4,3, 4,4, многу полесен, со многу помалку оптоварување и тоа е навистина вредна. И следното што секако заслужува пофалба, тоа е озвучувањето, значи и во оваа изведба се добива мощен пристоен звук, секако не може тоа да се пушти сега, затоа што ќе се побуни YouTube и ќе бара права која и да е музика, затоа. А меѓу другото не може да се пренесе аудиозвукот во целост. Мощно впечатливо се прикажува именувањето на режимите на возење, еко. Тоа е нормален, спортски, се менува и бојата на делот на инструментите, и кастом, каде што може да се избере, значи по желба. Спорт, соодветно се менува, значи, и
бојата во инструментите, ете ги сега се од црвена боја, со црвени нијанси. И тоа е мощно е вкусно направено. Времето конечно се разведри, а време е и за заклучок околу тестот на оваа Toyota CHR. Таа е убаво подсетување за тоа што некогаш во нормалните услови на македонскиот пазар значеше почеток на луксузот. Ако Corolla, односно моделите од компакт класата, важеа како оптимум, значи решение со кое што се обезбедува семејства, бизниси, што и да е, се обезбедува со разумен автомобил за подолго време, за подолг период на користење и одржување. Значи, не е само да се купи, току треба и да се користи автомобил, да се плати сервисирање, одржување, што и да е. Поправки. Тогаш CHR е првата отстапка во насока на луксузот над тој оптимум кој што е Corolla. Тука почнува, значи колку и да изгледа чудно кај нас овој автомобил кој што е компактна класа да се именува како луксузен, таа е реалност, затоа што сепак живееме во Македонија, живееме со тие примања, живееме со таква економија, живееме сепак и во услови кога автомобилов треба понатаму да се продаде. Значи, и тоа ја одредува вредноста негова како автомобил. И кога ќе го погледнеме CHR како луксузен автомобил, навистина се согледува една поинаква слика на денешната автомобилска индустрија, автомобилска сцена и сите напредоци кои што ги нуди таа. CHR не е само стилско парче кое што изгледа убаво, изгледа радикално, отстапува, меѓутоа пак се е направено со вкус, не е претерано, има резерва за уште бројни години, просторноста воопшто не се ограничува со тоа што значи, е изведен назад да изгледа како купе, тоа само е навидум, значи само е впечаток, визуелен впечаток, дека е помалав назад, меѓутоа тоа е далеку од реалноста. И во поглед на функционалноста, просторноста, исто така задоволува. Тоа што посебно му дава вредност е комфорот. Комфорот кога се вози и по автопат, тоа е нормално, меѓутоа и комфорт кога ќе се излезе на вакви патишта кои што се планински во некои вакви предели, тука се гледа најголемата предност на кросоверот, на концептот на осмислувањето на CHR како кросовер автомобил. Подвозјето е тоа што му ја дава вредност. Значи стилот и комфорот на подвозјето. Кога се вози по неквалитетни патишта, значи кои што се далеку од совршени. Хибридниот погон не секогаш е наменет со цел да се заштеди. Луѓе го избираат едноставно затоа што сакаат да имаат нешто повеќе, нешто екстра, да се наградат. Исто како што луѓе сакаат да возат CHR затоа што тоа им се надоградува на стилот, на животниот стил, на имиджот, така сакаат и хибридот да го имаат. Затоа што едноставно е уживање. Се чувствува возење. Тоа не е нешто што не се гледа и не се чувствува. Хибридот се чувствува во секој момент и по поаѓање во град. И при возење по автопат, и при забрзување, и при штедење, со цел да се постигне одредена потрошувачка, ако си постави човек цел. Така што хибридниот погон убаво се вклопува во тој концепт, посебно што и хибридот не ја качува цената. Приклучниот хибриден погон кај нас не е толку субвенциониран, беше некогаш субвенциониран и во европските земји тоа му носеше продажба на хибридот, на приклучниот хибрид.
Меѓутоа, како хибрид, соодносот, односно тоа што го нуди во перформанси, во економичност, штедливост, во уживање во возење, во комфорт, во префинетост, вреди многу повеќе од разликата што ја има Toyota CHR со хибриден погон во однос на некој друг кросовер кој што нема хибриден погон. И навистина е пријатно искуство возењето, се чувствува, спомнав веќе дека Toyota настојува секој свој модел да посредува едно исто чувство во сите своји модели, во целата моделска понуда, од Yaris па до Land Cruiser, да има една заедничка нишка која што ги соединува сите модели во поглед на чувството во возење. И навистина импресивен автомобил кој што е сосем известно дека ќе го повтори успехот на CHR, меѓутоа нашата сцена е помалку резервирана околу новите модели, треба малку да се поттурне за луѓе да се уверат дека тоа што CHR го нуди како вредност, односно како одстапка од стилот, треба да се уверат дека е навистина нешто вредно.